Повторно заживеа идејата за изградба на нов клинички центар. Министерот за здравство Азир Алиу очекува проектот да биде финансиран со парите за проектно финансирање кои на Македонија и се ставени на располагање преку договорот со Велика Британија, тежок 6 милиарди евра. На здравствениот сектор ќе му припадне 1 милиарда евра. Алиу беше прашан кои локации се во игра за изградба на нов клинички центар, откако претходно пропаднаа обидите во Злокуќани, Ѓорче Петровка и касарната Илинден, но и на местото на актуелниот во центарот на Скопје. Освен тоа, имаме и други фондови во кои што во моментот ги анализираме. Центар инфраструктурно ние мора да се екипираме, затоа еден од работите што веќе ќе ги почнеме од понеделник е мапирање. Веќе не е само клиничкиот центар, ние имаме и во другите градови или инфраструктура која што не е достојна за здравје, за здравство и за таков сервис на граѓаните, или недостаток на човечки ресурси, или недостаток на техничка инфраструктура внатре. Неодамна премиерот Христијан Мицкоски откри дека новиот клинички центар би се градел на нова локација, а овој што сега функционира ќе биде реновиран и реконструиран. Мицкоски очекува новиот центар да биде поевтин од претходниот проект кој се очекуваше да не чини до 480 милиони евра. Треба да видиме врз основа на проектот кој што го замислуваме, колку легла ќе има, каков тип на опрема ќе биде вградена и така натаму, но секако ќе биде барем за 100 до 150 милиони евра поевтин од тој кој што претходно го промовираше претходната влада пред неколку години. Инаку од средствата кои произлегуваат од договорот со Британија, најавена е изградба на клиничка болница во Штип, како и зграда за медицинскиот факултет и студентски дом, изградба на болницата во Кичево и реконструкција на онаа во Тетово. Овие проекти би чинеле нешто над 200 милиони евра.